Али Ахмети му напиша, а Христијан Мицкоски се уште не го прочитал писмото. Комуникацијата меѓу лидерот на ДУИ и премиерот преминува од јавни изјави во официјални дописи. Првиот човек на интегративците реши писмото во кое на Мицкоски му кажува на како што ги нарекува одредени лоши трендови во државата да го обелодени пред граѓаните. Дописот според Ахмети е одговор на сериозните предизвици со кои се соочува Северна Македонија во чувствителен геополитички момент. Руската агресија врз Украина, сложената ситуација на Западен Балкан, тензиите меѓу Косово и Србија, блокираните евроинтеграции. Последните одлуки на Уставниот суд, кои изгледа дека се извршување на програмата на вашата партија за укинување на клучните механизми за заштита на заедниците, предизвикаат загриженост кај сите граѓани кои се посветени на градењето на подобро држливи меѓуетнички односи во Северна Македонија. Охридскиот договор кој донесе подобро меѓуетничко разбирање не е само политичко прашање, туку е темел на нашата мултиетничка демократија, стабилност и демократски напредок. Секој обид за негово доведување во прашање, особено во актуелниот контекст, е чекор кој може да ја влоши состојбата во земјата и регионот. Одлуките за измена или ревизија на законот за употреба на јазиците, кој е клучен елемент на Охридскиот договор, не се само политички контроверзни, туку се и штетни за напредокот и соработката меѓу заедниците, пишува Ахмети во писмото до Мицкоски. Според лидерот на ДУИ, партијата која одлетува во опозиција, сето ова може да ја врати земјата во периоди на несигурност. Затоа ве повикувам да размислите со зрелост и одговорност за овие одлуки кои имаат потенцијал да ја нарушат мултиетничката кохезија во Северна Македонија. Иднината на нашата земја треба да се гради врз основа на соработка и взаемна почит, а не врз поделби, му пишува Ахмети на Мицкоски. Брзо стигна и одговорот од премиерот. Вели дека не го прочитал писмото. Не сум го видел. Не сум го видел. Инаку јас добивам дневно многу писма и ги читам тие писма, добивам многу пораки и така. Со големо внимание пристапувам во комуникацијата со граѓаните. Господинот Ахмети е граѓанин и мора да се посвети внимание и на секое писмо од секој граѓанин кој што пристигнува. Нормално, така постапува одговорна влада. Како што кажа вице-премиерот Меджити, ние не играме фудбалчиња, ние работиме и сме одговорни. Во писмото, кое е со слична содржина на она што го прати и до Еди Рама, Вјоса Османи, Урсула фон дер Лајен, Олаф Шолц, Ахмети ја спомнува и блокадата од Бугарија, во која по вчерашните парламентарни избори, седми за 4 години, политичката фрагментираност уште повеќе дојде до израз. Во парламентот влегува дури 9 партии, а ниту една не може самата да формира влада. Премиерот очекува дека ќе добие партнер за разговори, како што рече, деблокирање на интеграциите. Очекувам влада која што ќе има најмалку 3 партнери. Таа влада секако не може да биде без, сега бројките варираат, 67 или 70 пратени кај има коалицијата ГЕРБ СДС. Исто така тука е коалицијата Демократска Бугарија и промените продолжуваат, која што очекувам да има меѓу 44 и 47. Така што во суштина без тие две не може да се направи влада. Сега ќе видиме како таму ќе се развиваат работите. Се надам дека ќе има влада, дека ќе нема 8 избори поред и дека ќе можеме да седнеме и да најдеме решение да го одблокираме нашиот патот на Македонија кон Европската унија. За тоа да се случи, како што минатата недела во Скопје порача шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, потребни се уставни измени кои треба да се донесат низ соработка, диалог и обединување на сите политички сили. Но дали тоа ќе биде случајот? За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.